Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Почитувани гледачи на lider.mk и почитувани слушатели на Радио Лидер, добре дојдовте повторно на нашата фреквенција. Ова утро нашата емисија ќе водам јас, Ивица Боцевски, затоа што нашиот Љупчо Златев во моментов се наоѓа на едно бањско боледување, а на барање на гледачите и на слушателите, денеска имаме една специјална емисија, затоа што по долгиот и непремослив раскол се случува едно литургиско обединување на емисијата Утринско еспресо со Златев и Боцевски и на заспи ако можеш со Горан Момировски и со Драган Милосављевич, со ова заедничко сослужување денеска кое што ќе го водиме јас и Горан Момировски, го надминуваме овој вековен раскол и им нудиме на гледачите и на слушателите една нова содржина. Добре дојде Горан како денешен ководител на Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Се надевам дека ќе ги зацелиме овие исконски рани кои што постоја кај нашите гледачи и слушатели заради овој раскол помеѓу нашите две емисии. Добро вечер на сите слушатели. Добро утро. Се извинувам, добро утро. Утрото никогаш не ми е посилна страна од денот. Добро, во името на братската љубов, еве, вие целивам вашата радио десница, како што напиша во едно писмо наши интелектуалци до патриархот Вартоломеј. Боцевски, ти Го се прифаќаме шегуваш. ова извинување и ние ја целиваме вашата телевизиска десница како напатени чеда на ова духовна аристократија медиумска. Да, се шегувате Боцевски или на ти ќе одиме се разбира. Апсолутно. Меѓутоа, факт е дека еден од главните проблеми на македонското новинарство, на македонското општество е токму поделбата. Не е канонска, нели, не е шизматичка, меѓутоа факт е дека во Македонија имате премалку квалитетни луѓе, новинари, медиуми, јавни личности, а имате премногу поделби меѓу нив. Ја можам да се шегувам ја на темава, меѓутоа мислам дека е многу посериозен проблемот за кој што треба да се посветат повеќе емисии. А претпоставам дека зборуваме подоцна и за прашањето за црквата, за Македонската православна црква. Ај наместо со тоа да отвориме, минатата седмица имавме посета на Шарл Мишел, претседателот на Европскиот совет, на Белград, на Сараево и на Тирана. Од нашата влада не брифираа дека наводно биле посетени само проблематичните земји и воопшто не се грижиме за тоа што нешто да се движат во правилна насока. Дали е така, Горан? Многу ми е драго, го зборувавме со други луѓе ова што го назначуваш сега ти. Многу важен момент. Шефот на Советот на Европската унија практично ја заобиколи Македонија. И тоа е веста на неделата. А зошто? Па ми се чини дека не дека тој има некоја преголема грижа на совест, меѓутоа факт е дека доколку дојдеше овде се сочеше помалку имаше тешкотија со македонските власти кои што знаеме дека немаат свој став, не искажуваат никакво противење, никаква критика за тоа што се случува на Македонија, и тоа ќе се сочеше со медиумите. И ќе требаше да одговори зошто Европската унија ја лаже Македонија па веќе 18 години од како станавме нели кандидат и ја лаже веќе 13 години кога добивме првата препорака. Мислиш дека дозволеа пресконференција каде што ќе имаше прашања и одговори? Па вообичаено досега секогаш се случувало кога ќе дошол некој од врвните ликови во Европската унија да има пресконференција и макар да се 2-3 прашања ќе мораше да се праша. Не заборавете дека Мишел е во регионот во ситуација кога кажа дека Македонија го дообјасни Макрон, кажа дека Македонија ќе биде заедно
или можеби ќе биде, не знаеме се уште точно, со Грузија, со Украина, со Молдавија, со земји кои што воопшто не го почнале патот кон Европската унија. Да, и нели со се Британија, Норвешка и Па добро се, таа другата групација е малку подобра за нас. Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Швајцарија, можеби нели Велика Британија, земји богати кои што ма не сакаат сами да бидат. Не кажа дека ќе има влез на пазарот, него едноставно некоја си таква геополитичка заедница, ако добро го разбрав, но до тоа се варијанти што би било кога би било. Овде кај нас тој ни расчисти нашата дилема, нашите стравови, ни ги доведе до највисоко ниво дека практично Македонија после 18 години, не 18, 2001 година беше подпишување на ССС. После во Загреб, 21 година, да. После 21 година нас Европската унија ни вели чекайте малку, ние сгрешивме стратешки, се ова што ја кажуваме до сега не важи. И како ќе дојде Мишел, дека треба да го одговори тој. Тој е човек со достоинство кој што треба да го преземе на себе бремето на грешките на Борел, на сите останати кои што ја водат Европска унија последни 90 години. Знаете зашто? Проблемот е што Европската унија, ти паметиш Ивица од Солунската агенда, 2003 точно. 2003 година, каде што дојде овде се собра целиот европски врв, председатели на држави, шефови на држави, на влади имаше кои што го поддржаа тој процес дека Македонија како дел од Западниот Балкан, колку и да звучи тоа лошо, ќе биде дел од Европската унија. И сега после 21 година ви велат не извинете, ние сгрешивме. Овде се работи за темелните вредности, проширувањето е темелна вредност. Европската унија се откажува од нешто каде што ние сме директни жртви. И Мишел ќе дојде во Скопје и ќе го преземе тоа бреме. Не, и тоа е дипломатско. Само те потсетам дека Хрватска после нас потпиша Спогодба за стабилизација и асоциација, веќе во Унијата 8 години, така? Овако. И иако нашата емисија вообичаено има еден диалог помеѓу 20 водители, предлагам заради подлесен тек да го вклучиме и нашиот гостин. Денеска тука ни е Виктор Грозданов. Добро утро. Добро утро, медиумски работник, политички аналитичар, политички коментатор, другарчина. И така натаму, и ми кажа дека денеска доаѓаш со порака во нашето студио. Која е пораката? Пораката е, значи, ова е мајца од еден познат комита, имаше една филозофија, трагично е загина, имаше една филозофија негова животна, која што треба да научиме сите, вика, кога некој ќе ти удри шамар, треба да знаеш дека не е тоа случајно. Ама тој некој што ти го удрил шамарот, утре треба да дојде да те одбрани. А дали е тоа така во вашиот вовет, очигледно дека не е така. Значи ово е еден навијач, скопска легенда и така натаму, значи живел во таков свет. Да го кажеме кој е се. Да, стана збор за Маријан Георгиев, мат црниот. Да. И така натаму. Значи тоа е една легенда која што така го живеела животот. Сега ве слушам вас, како зборите за Европска Унија и како не заобиколуваат, односно се играат со нас, мајтап со нас. Сакаше друго нешто да кажеш. Има еден друг скопски израз, со турцизам, не соодветен за медиум, иначе радо би го кажал. Со драго срце би го кажал. Меѓутоа, не само они што си играат. Секогаш ние не си ја завршуваме работата дома. Што значи тоа? Тоа значи дека ние во кој сакате сектор во делот за да можеме да преговараме со Европската Унија, ние немаме завршено ниту 1 милиметар. Еве трнете од лов и риболов. Што имаме завршено во тој дел? Ништо. Езерата ни се празни, риболовци имаме 35.000 членови. Мислите дека нешто е завршено? Не. Преспанското езеро ни се губи затоа што нашиот соседен НАТО сојузник Албанија има ископана една огромна дупка, Преспанското езеро оди во неповрат. А не сум чуло, тоа е причината зашто оди? Не, јас кажувам дека ние ништо не работиме. Значи јас ви кажувам примери, а да не збориме во делот на медиуми дека буквално ништо немаме сработено. И они нормално гледаат дека ние сме никој ништо и затоа ќе не заобиколуваат. Ама Виктор Вебе Црна Гора има сите погледи ги има отворено. Соју, така? Затворено има... Не, затворено има само 3 кои што се небитни. Овако, у смисло нема таму европско законодавство. Значи тоа се погледа кај што се отвараат и се затвараат. Вика имаме вакви принципи, се согласувате, супер, се согласуваме. Што ќе кажат па тие па? Или што да каже Србија? Види го Вучич отвори страшен инвестициски циклус, вика
Франција, Германија фирми да доаѓаат во Србија да инвестираат, сакаме европско законодавство и тераат луѓето. И на Иго- нив ви викаат И го пречека борел со кебапи и така натаму. даде сите работи кои што треба. Како што прав домаќин. Овде кој ќе пречека некого? Ние викаме Бугарија не кочи. Ајде да влеземе во медиумскиот свет. Имате спортски канали. Ви коментираат на српски и на хрватски. Што е срамота? Значи, има златно правило во медиумите. Кога некој кај сака да биде регистриран, ги откупил правата за територија на било која држава, Франција, Германија, Македонија, Србија, Црна Гора, не знам, Бугарија, мора да коментира на јазикот кој што е пропишан во уставот на таа држава. Тоа значи во Македонија на македонски, а затоа што ние не сме националисти во медиумите, може и на албански, а затоа што сме прекрасна држава со многу богат фонд на различни јазици и да биде затоа што имаме први општина која има на ромски јазик, Точно. затоа што имаме ние признато ромски јазик, затоа што имаме цело време ромски пратеници, а во овој момент имаме пратеничка од ромска национална припадност која што е поранешен спортист и фудбалер и можеме да одредени такмици и ги коментираме и на ромски јазик. Тоа е убавината на Македонија. Мислите дека некој размислува на ова? Одредени луѓе, нешто вие што сте ми дозволили господинот Момировски. Колку земаат плата горе? Јас ќе ви кажам, по 100.000 денари. Но тоа е убаво, знаете, има клати врата, има плата, испеглај си ја кошулата по дома, напред така на сериозна гримаса, кажи на жената, многу тежок ден имав денеска, знаеш, на Фейсбук прочитав 3 реченици. Ти поминуе тебе домата? Ја не сум уавамо. добро. Јас сум слободен стрелец. Не, ама кој ќе направиш таква фаса, кој ќе служи Не, човека па не дома можам да направам, не можам да глумам лудило. Не можам да измислувам нешто што природно не ти оди. Значи, можеш да бидеш сериозен, кога ќе сватиш дека уништуваме цел јазик, кога целата држава, сите тие ни страшни институти за македонски јазик, за албански јазик, поима немаат, прескапо платени функционери не сакаат да постапат, и кога значи тие кои што се странците, нели бидејќи само со нив се фалиме, и кога тие гледаат и запишуваат и викаат, па вас не бива, не знаете, ни спортски канали да ги искоментирате, па да се договорите со Бугарија. Бугарија нормално си прати, си гледа и сега ви дава вето. Она е само покритие за тоа што нас не сакаат во Значи, се друштвото. согласувам целосно, Горан. Мислам, јас кажам од друга приказна, вие зборите еве од го друга. примерот. Значи, Словенија тргна да ја кочи Хрватска? Колку време требаше да спакуваат? Пирански Се договори, некој каже за Словенија кочи. Па не мислам дека некој само и кажа, и тука на Бугарија и некој кажува. Мислам дека се работи за разбирање за поширокиот контекст, за интересите на Словенија. Словенија не може да просперира еве во туризмот доколку им е блокиран Пиранскиот залив затоа што Хрватска се разбира дека немаше. Сега да не се враќаме назад. Зборам за принципи на братската љубов за која што на почетокот се шегувавме. Но ако ми дозволите ова што го кажа Грозданов, ми се навртил на нешто Абе, друго. што имате дозволуваме ко водител денеска? Не знам, немам подпишано договор за хонорарна соработка. Да. Не знам, ујапа може да влезе во секој момент. Чекај, Се го возимате работа. Ти си Чекај, волонтер уште водител. Рано е, Волонтер водител. Рано е, 8:30 ќе влезат, уште не почнала работа. Екипираат. Мојавето друго. Членовите на овие агенции, државни, не знам, регулаторни тела и така натаму земаат некаде 100.000, некаде 120, богами некаде 150.000 денари, а просечна плата на новинар во Македонија е 23, 4, 5, не сум сигурен, сега претпоставувам. Може да 30. Еве, не верувам дека е 30. Не верувам, еве, дај Боже да е 30. Збориме за новинар од средна класа кој што веќе 10 години е во медиум. Така. Да, Мислам, јасно. Така. да збориме од средна платешна класа. Така. Ако збориме од средна платежна класа кај во агенциите, во телата што ги зборуваме, еве не функционерите, сигурно земаат дупло повеќе од новинарите, просечно е иста квалитет, да речеме, исто искуство. И тука вие очекувате дека некој ќе се занимава со овие проблеми, не зборам сега за институциите, за луѓето кои што, ние новинарите треба да се занимаваме со тоа. Па да ви кажам искрено, ако земам 22.000 денари плата, ќе гледам да го поминам денот само, да си ги платам сметките и додам да фатам да возам такси некаде за да си го прехранам семејството. Значи ние имаме системски проблеми. Друг проблем се кога веќе спомнавте нешто, сакам да искористам. Премиерот Ковачевски пред месец дена рече
јавна изјава владата го пренесе тоа во соопштение, изјава за TV27 чинам, вели побарал од шефовите на овие државни агенции и институции да му дадат преглед на тоа колку се работуваат месечно. И владата објавува дека директорите на тие агенции не му дале информација на премиерот заради тоа што биле податоците класифицирани. Внимавајте. Виде, вака да ви кажам. Значи, Не сам само Не, да видиш докажам. кој авторитет има премиер, тоа се. Значи вака се, владата е таа која што ги формира, тие ги назначува директорите, Не. предлага Некаде членови. собранието, значи, собранието, некаде не. Тие се независни. Не зависи од Значи, телото. Има Овде различни беше тела. за Владините, институции, јасно. јавни предпријатија. Да, За е, јавни тука е владата, предпријатија. точно. Владата е таа која што ги назначува и членовите на управни одбори така на исто да земат огромни пари. И имате два моменти многу важни. Едниот е дека премиерот нема контрола на директорите кои што владата ги значува. Точно. Факт. Значи, Факт. вториот момент е дека тој нема право на пристап кон класифицирани информации, односно дека ние имаме како земја членка на НАТО премиер кој што нема безбедносен сертификат. Ова сега е друга тема, трета тема отвара. Меѓутоа, Ама зато за да вашиот знаеме- колега Сашо Ордановски за 3 дена вади класифициран. Мислам дека за 7,5 часа за Ордановски, но тоа е тема посебна која што ќе треба еден ден да ја обясни шефот на Агенција за национална безбедност и Не ја за другото остави. тело. Тоа е другото, да, Другото она за тело. класифицирани информации, не е битно. но проверката ја врши АНБ. АНБ, факт, да, и тоа е точно. Зеленото светло ја дал шефот на Да. АНБ, каде што сега во моментот се случуваат страшни работи, тоа Тоа за 10 дена дополнително. ќе објавиме, да. Внатре во АНБ се случува страшни работи? Внатре, околу една друга сестринска организација од безбедносен карактер, во владата, во неколку други тела, да не зборувам. Ова како сестринска партија има Па, сестринска добро, организација. Па, сестринска безбедносна агенција која што го следиме тоа со внимание и наскоро ќе... Не бе, ма еве една работа што например мене ми пречело и во влада која бев. Од она што јас сум учел, значи тој што има врвна одговорност има најголема плата. И во секоја земја врвна одговорност што е, дали ќе однесеш земјата во војна или не. Значи председателот треба да има најголема плата. Како е можно да има плата повисок од председател на држава во јавниот систем? Се приватен сектор е друга работа. Значи Во ако јавниот 90.000 денари плата на председател, како може некој владин Во јавниот службеник? систем, значи овие Добро. регулаторни тела сегде се најплатени. Јас сега ви кажам, јас Ама сум нема кандидат. повисок од председател на држава, бе, Виктор, каде има тоа? Не, сега ви кажам. Значи јас сум кандидат за една од агенции. Добро. Значи збориме за АВМУ. И јас имав разговор токму со председателот на државата. Му викам председателе, дали знаете колкава е платата во АВМУ? И шо вели Пстева? И нормално председателот каже колку е неговата. Да. Ја му викам, мојата би била 4 просечни плати. Како вика е така? А првиот што ќе каже ја ќе направам коефициент од 3,2% наместо 4, ја одма ви кажам дека е корумпиран. Затоа што сакаш да кажеш... Принципот Затоа е што- независноста, принципот е Ама независни чекай, тела. председателот беше Ама гледате, носи војна, треба да е независен. Не, се Така би сложувам требало јас да е. тоа. Така ли е? Дали знаете дека во оваа држава годишно се крадат 26 милиони евра годишно во последниве 14 години, тоа го знаат и АВМУ и АЕК, на база на непрејавување на претплатници и на телот на лажно продавање на лажни приклучоци преку Android боксови за да можеш да гледаш 5000. 26 милиони. 26 милиони, тоа е процената. Сега јас не сме што разговараме. Се 300 милиони евра последните 14 години. Така, да. Да. А И колку јас беше ова просечна плата на најодговорно го новинар? тврдам. Па просечната плата јас не верувам дека Рековме, повеќе од 26 а милиони. со снимател, Чекај, вака, значи годишна плата на новинар нема шанси бруто. Простично да Тоа е помине од затоа 12.000 евра. ама тоа е за... Зборуваме- Така? Видите, Па може би е, ама Нема, бруто е, бе. На да, памет бруто зборуваме, може така? би да е 12. А колку рече годишно? 26 милиони евра. 26 милиона евра нелегално се заработуваат пари. И никој ништо не каже. Пазете, вие сте си ставили Android Box. А шо ја кажа ве гледам дека председателот за ова, трој... кој Ама му гледам, каже? се еве, дослушнете. Ја ве гледам како телекомуникацијски оператор дека трошите 20 гига интернет дневно. Тоа значи дека гледате нелегално телевизиски канали, бидејќи толку троши 1 гига на саат. И ја треба пријавам во АЕК и викам Ивица Боцевски, значи или НН лице, Горан Мамировски. Горан Мамировски, Виктор Грозанов, не е важно, троши толку и толку интернет. Тој значи дека откупил од трето лице
му наместил таков Android Box и тоа е директна нелојална конкуренција таму каде што работи господин Само да Бабир. кажем, ова не е само апсолутна вистина, значи може да гледате Netflix, може да гледате YouTube. Значи, Не гледаш, тоа е- проценката е саат и пол дневно. Има истражувања, да си пратиме ние што се случува. Не е баш тоа 20 саата, ама има луѓето го забораваат телевизорот и тој си врти. И ти му викаш најак, овој троши толку и толку интернет. Ја не му кажам зашто го троши. Доаѓа, му го фаќаш Android боксот и му викаш, кажи кој ти го продаде. Ништо не треба да направиш понатаму. Не си ти крив, ти си совесен стекнувач. Ма чекава е регулирано во соседството во други земји. Јас, видете, ја кажувам, кој чита, знае, кој не чита, не знае. Вие нормално имате право да прашате. Значи не е незаконски да се набави Android Box во Македонија, не е незаконски. Да, Тоа кога не ќе се регистрираш и ќе си платиш данок во државата. Ама не е незаконски да набавиш Android Box, нема такво кривично дело, значи Нема тоа не е кој казниво. никој не Ова ние рече. збориме се, не, зашто да не разберат слушателите дека се Нека ние разберат ги дека гонат тие- луѓето дека купуваат. Не, тоа си е право. Не. Еве видете, јас познам човек кој што има продаено 2000 Android боксови и ги продава по 80 евра годишно. И ја му викам, дали знаеш каква штета имаш направено и колку си заработил пари, бидејќи ти си греота, тебе ова е као ти е little business, 2000 пута 80 евра, колку пари е? Ма не, чекај, се извини, не е така. Што се да ги Така. ние сега да ги жалиме големите телеком Не конгломерати. го жалиме сега. Па за да ги жалиме. Па Гледайте 2000 луѓе се спасиле од давачки од 1500 Како се 2000 спасиле денари, па од се спасиле од 80 А што има државата од тоа? 80 евра го плаќаш еднашки и Ама после што тоа има плаќаш. државата од тоа? Ама тоа државата треба да мисли. Па еве, па јас зборам за државата, не реков за Сака да каже граѓаните. агенцијата треба да мисли. Значи за тоа. агенцијата доаѓа и ти вика кој ти го продаде тебе ова, ми го продаде X особа. Таа X особа ја фаќам и викам ти ќе се регистрираш или не се регистрираш. За те направам легален, за да си платиш 18% Зашто ти ДДВ. се овде не ги да и жалиш, не жалиш државата, ги жалиш големите телеком Не оператори. ги жалам, како државата губи 5 милиони евра. За 5 милиони евра за овие 10 години тоа се 50 милиони евра изгубила. За 50 милиони евра се градат 50 големи градинки за кои што може во секоја општина да може да ги сместуваат децата по градинките. Да продолжам понатаму. Добро, ова е еден сегмент. Да, ја Телеком кажам операторите прават секако прават стотици милиони евра. Ако нека прават. Сме виделе негде градинка направена од Телеком, на пример. Ма тоа државата си зима данок за Не, таа не, работа. збориме сега дека ете од еден сегмент можеби не наплатува. Викаш ќе направи градинка. Не сум слушал дека направи градинка. Бејанска. Вие не им викаш дека не може да биде телеком оператор, нека си биде телеком оператор и овој. Законот све дозволува. Јас само ви кажам што регулира тие независни тела, регулаторни тела. Тие ништо не регулираат, они си викаат јас си земам плата, ние се тука ќе си Тоа е збориме во посебен, празно. добро, тоа е посебен. И така проблем, натаму, и јас само кажам дека во медиумскиот свет, значи, зашо би не одбегнал Борел, затоа што знае дека сме ние тотално неспособни сами да си ги среме проблемите за кои што не ми требаат странците. Чекај, Виктор, тотално неспособни или не ќе? Ја не верам дека сме неспособни. Имаме органи, ако сакаш ке Што завртиш. не ќе си неспособен? Не е така се. Па, Што не ќе, значи некој корумпиран, некој таму заработи. Не значи Значи дека сме се неспособни како држава да натераме некој кој што сака за да го среди тоа. Резултатите се катастрофални. Тоа е Луѓето треба да се слушам, анализираат. Јас во тој сегмент влегов. Значи, Добро. бидејќи Дека вие некој реков, свесно го остава тој дел од пазарот, тука согласувам, значи ја делам дека не треба да значи не сака да го среди. Али чека, се вратиме сега од оваа тема. Тргнавме Презентирам. ЕУ, тргнавме, го спомнавме премиерот. Сега, Добро, сега. Оваа за- влада за го рано врза- Стамбајле не можеме да е толку фокусирани. Рано Стамбајле. рано са бајле не бива. Прво, ја и Виктор. Абе, ова, види, Не, скопска... ја Тоа што сме Знаеш, тука. бе, искрено, бе, скопскава интелектуална класа, новинарска класа, политичка класа, не станува пред 11. А на обичен народ веќе пола ден и поише му прошол. Јас Тоа е морам проблем да е дошијам, бе, бе, јас горе. морам да станам рано со баре, зашто си имам помлад будилник, знаете, од 2,5 години, мора да го однесам во градинка. И после тоа си легнуваш пак. По или- не можам Има повеќе. многу интересен феномен. Кој? Станувањето подоцна или подоцна или легувањето подоцна, не само во смисла на будењето, туку ковидот предизвика страшни потреси, сега пак ја ширам темата со други, можеби помалку важни теми, и тоа предизвика потреси во real estate-от, како ќе се нарекува, Во недвижнини пазарот на бизнисите. недвижнини, Да, во начин на функционирање на компаниите, Факт, добро.
флекси тајм порано беше не луѓето порано покасно. Сега дали сакаат од дома, дали не сакаат. Еве сега се смирува ситуацијата, никој не сака да работи во канцеларија. Се нарушува една цела гранка во бизнисот, издавање, имате градови во Европа каде што цените оделе по 3-4 евра, да речеме, за еден стан, например, за издавање, се веќе паѓа на затоа што луѓето не бараат. Еден од аспектите на промените од ковидот е тоа што луѓето, време на најголемата криза која текнува, не одеа на работа, навечер седеа до многу доцна, се ова вака делува смешно, меѓутоа кај многу луѓе сум го забележал. Не може да се вратат назад на редовно работно време. Точно тоа, Горан, ама тоа е малце за привилегираниве класи, затоа што едни од наши најверни слушатели наутро ние работничката класа, ги поздравуваме, постојано со нив се среќаваме. Тие за цел ковид не сопреа. Мораше да се испорачува роба, мораше да работат погоните, така ли? Тие не осетија дека има нешто ново што случува. Ова малце размазени класички. Има и тоа, меѓутоа мислам дека ова се зборувам за еден цел систем на промени што предизвика ковидот, мислам дека тука апсолутно нема враќање назад. И за real estate што зборуваме, за онлайн работа. Добро, ама луѓето види, почна пак гледам, забележу, не знам дали сте забележале, имаме ситуации кога се собереме сега поголеми друштва, пријатели едно друго, сме заборавиле да се дружиме. Тоа е посебен. Дури гледам има луѓе уште вака им ја чудно кога ќе видат се собрале во просторија. Тоа е посебен проблем. Поише од 10 на 20 луѓе уште им ја чудно. Па добро, стравот постои дека може уште имате ковид, факт е дека. Па сега знаете има страв, има луѓе уште не веруваат. Ја 2 пати прележав ковид, мој другар не можам да му објаснам дека стварно има ковид. И дека тоа е измислуваш. Како викам да ти објаснам дека 2 пати прележав. Вика не, лажеш ми вика. Имам Немам по паметна работа. Кажам една анекдота со селанец мојот, тоа селото Долно Мелничани, секаде го промовирам, Деварско, каде што удам многу често, после моите премрежија со ковидот, едва остана жив и така натаму, и одам таму и го среќавам човекот и ме гледа, после долго време нема појма што ми се случило, и вели, ајде, тоа ковидот, вие новинарите лажете, тоа нема, тоа, не знам, запрашување, никој не бил болен, тоа све измислува. Запрашување со овие авиониве? Алуминиумски Добар тие. прашици, не знам тоа некоја фора не ни разбирам. И го гледам вака, добро, не викам Перо, се вика човекот, викам Перо, викам, не е брат, друг човек, Перо. Викам, јас сум пред тебе. Ама не, има нешто, вика, ама ова измислуваат се. Сега да кажам, ние сме таков народ. Не веруваме и на себе да го доживееме за инат, затоа што претходно сме верували, тогаш нема да веруваме, и тоа е еден од проблемите и на политиката. Ако ова е добро вовед да се пресечаме малку сега, да се вратиме назад. Значи се враќаме назад, реком, имаме премиер кој што не може да се ги доведе во ред агенциите и јавните предпријатија, не знаеме дали има сертификат, демократски легитимитет нема, затоа што не бил на ни една листа. И нема контрола на коалиционите партнери. Голем дел од тие директори. Па немаше ни Хари, се сеќаваш? Хари беше друга работа. Ама и Хари не можеше да доведе уред министер свој. Хари беше човек надвор од политиката. Тоа е посебна. Значи надвор од Хари политиката. Костов зборуваме се премиер една година 2000. Да, ама не може да има значи премиер надвор од политиката. Премиер мора да биде со јака моќ. Но и се од политиката не е надвор, значи споредбата. Каде од политиката бе Горан? Добро, сега он сепак после фотографиите што ги видовме дека бил на отварање на музеј на ВМРО до Груевски на 3 метри, не знаеме више на која политика бил. Следете вие. Кажете ми друг пример кога заменик министр станал премиер, еве. У последните 50 години. Па Хари Костов беше заменик министер, ама тоа на времето за не беше заменик министер, па министер за внатрешни работи, па имаше. Се шала. Зборам од заменик министер да авансуваше премиер, кога имало. Не, но сепак останува, не ми текнува мене, но сепак останува фактот дека тој бил во политиката. Значи, во политиката тоа меѓутоа бил во телата на СДСМ. Ако сакаш да си лидер на СДСМ, излези на избори, земи го мандатот, па терај. Зошто го одложува тоа човеков? Дека е јасно, мислам дека ама е. Зошто? Ајде Виктор. Јадо сум на него, место би одлагал. Зошто бе? Па зашто што подолго останам? Тоа вајда подобри шанси ќе добијам. Зашто? Сега зборам да се ставам у негова позиција. Не зборам дека би сакал уште одма да отрнем. Зашто би добил повеќе шанси? Па најверојатно има мислење дека може да консолидира партијата. Мисли дека сега јас зборам како се чувствува. Најверојатно по стапките. Значи, дека може да консолидира партијата, дека ќе се пресмета прво да види на
председателските избори, докаде му е партијата, докаде му е коалициониот капацитет и после ќе чека А нели иста година, 2024 си едните и другите избори? Да, но редовни. сообщение на СДСМ вели дека ќе има два различни циклуси избори, значи што е нема во исто време. што е страшна работа. Да, има логика. Ако Мислам дека точно зборам, така е? така, да, има логика. Според Дека законот, различно ќе ги терат. така сообщение Ако на се редовни. СДСМ. Дека одат прво председателски, па редовни парламентарни. Веќе секој ден му пукаат афери, гледаш нема авторитет, како ќе издржи до 2024? Ова е моја реална дилема. Видете, јас за неговиот подпредседател на партијата изводив за Стефан Богоев, изводив 170 документи. Во нормална држава, во најмала рака би му рекле напушти подпредседателската функција во СДС. Значи, бар така джентлменски да се поттрне. Човекот пишува колумни, поуште вика како е промената демократијата, во истиот неделник пишува, вика и од другата политичка партија, вика збори за Александар Николовски во Фокус, кој пишува Фокус, колумни. да, јасно, да. Па тоа беше и претходно. И претходно точно. Мислам, разбирате, дека се они дефокусирани, се дефокусирани. Дека Димитар Ковачевски сега нема заштитата на Ирена Мишева. Он така е тамо во Скопје 2014. Како е таму ја Значи, објасни? он е во Телеком директор на маркетинг, Ирена Мишева од човечки аспект не дозволила да го допрат. Сега ме интересира дали Ковачевски Во времето на ВМРО, Чекай, што не времето знам. на ВМРО, во времето на ВМРО ДПМН, Ирена Мишева е во Телеком една од посериозните функционери, инаку Како партиски кадар на ВМРО? На ВМРО па дори као и како телекомуникацијски Добро, и како кадар. стручен кадар, Како добро. стручен кадар, Јасно. се не може да го земе тоа. А во исто време е председател на Советот на град Скопје во И Македонија. што се случува се? Значи, и она го штити цело време. Значи, она не А го што гледа работи таму Димитар во, Ковачевски? во секторот за маркетинг. Што работи дневно? Што работи? Па директор мислам дека Зема беше на- плата. А, зема плата, добро. Да, добро, ако се. па држ, Значи, што он се- е заштитен таму. Сега, ако сакаш да играш джентлменски, тогаш однесувај се джентлменски. Ја те разбирам дека сакаш да одложиш до крај. Јас го разбирам потполно, значи си вика, сега јас сум тука, да не Ама бидам... Виктор бе, ја не го разбирам сега. Ако сакаш да си А умеѓу време, савете, умеѓу време, ние имаме инфлација, без разлика тоа се дали е таа светска работа или е домашна работа. Има луѓе кои што викаат дека може да се справува со инфлацијата. Например, и Груевски имаше светска економска криза, па го изведе маестрално, тоа многу посериозна економска криза збориме, така? И Да, финансиски. финансиски. Финансиска збориме. Да, економска финансиска. Оваа криза може да трае, може да не трае. Значи, човекот нема чувство, он само вика ја да издржам до председателски избори, И? да направат 170 анкети кој најдобре би прошол или може би победил, и он после на основ на На крилјата на крилјата евентуална на победа, би се да. би одел на избори. Да, Тоа е имаш- логиката, мислам, најпроста, најсебична логика. А тоа за граѓаните е нула. Луѓе, како да се објасни? Дали знаете дека во овој момент нема луѓе за да бидат келнери во угостителски објекти? Дај да се вратиме. Чекај сега, на чекај, чекај чекај, ќе стигнеме до калнерите. Не, Дај чекай прво. малку. Не, јас само да ви кажам, значи они немаат сенс што се случува во државата. Келнерите, нема работници, луѓето бегаат и одат од држава. Виктор, чекај малку за да, се да, спасат. да ги анализираме работи една по една. Значи во сообщение на СДСМ Така е. се вели ВМРО ќе изгуби на наредните парламентарни избори 2024 година, а претходно ќе изгуби, значи ова цитирам сега, ќе изгуби на председателските Да, избори. така е. Чекай, како бе... Значи, Кој пребе вакви планови? Ти се сеќаваш, сериозно. се сеќавате и двајцата, дека во Македонија немало ситуација да се поклопуваат некои избори локални, председателски, Не, парламентарни. имаше само локални председателски 2009-та. Има видите, од 94-та па иде. Чекај, извини само. Збориме дека се споија. Да, се споја, на изден беа, да. Значи немало да се одржат во една година различни избори. Немало. 2013 имаше. 13-та година. Сега ќе ви кажам. Кога Ѓорги Иванов Добро. го зима мандатот во Ау. 2014 Ама не беа Заедно раздвоени. со локални. Вториот круг беше... Не беа развели Не прво беа, пред- не беа, не беа. Прво 100%. Прво А првиот председателски, па се погодија со Не, парламентарни. значи првиот круг беше
прв круг, Председателски. а вториот круг Беа беше заедно. со парламент, значи Да. пак беа заедно. Да. Заедно. На Да, тоа ама мислам. првиот круг беше Значи, посебен. Таде на тоа еве, мислам. дури да сме изумиле нешто и да имало некогаш Не може такво да нешто. се сети. Не, немало. Еден циклус Немало. избори ви чини меѓу, не знам, 5, 10, 15 милиони евра, не знам колку чини. Да, Сигурно точно. многу. Плюс државата е апсолутно блокирана во текот на изборите 6 месеци. И сега СДСМ на Може 2 да години повеќе. пред изборите вели ние тогаш ќе одиме што законот вели председателски избори 40 дена пред истекот Да, на ама мандатот. и уште имаме и пржинска влада, иако ВМРО вика да ја тргнат. Не го тоа заборави е тоа. друго прашање. Парламентарните избори исто така треба да се одржат малку порано. Значи во рок од 3 месеци Македонија ќе има избори, тоа значи државата освен што ќе потроши 20-30 милиони евра или не знам 10 милиони евра без потреба, ќе биде блокирана некако до сега 4 месеци, но ќе биде 9 месеци блокирана. Од чисто себични причини партиски. Сега, Значи, прашањето е, ништо зошто СДСМ не објавува ни една анкета веќе чинам 6-7 месеци Па за затоа што ретензија губи. од локалните Затоа што избори? губи, ве знаеме. А тој е одговор на твоето прашање, зошто не било Ковачевски? Зошто некој да се замени? Сега ние збориме македонски контекст. Во Британија до сега веќе ќе беа закажани изборите, Не ќе се збориме ние за договараше. демократија. Ние збориме Ама добро за бе, селјачка чекај. политика. Ама сега. најселјачки е, бе, Ама не, најселјачки. за селјачко размислување во политиката. Добро бе. Јас сега сакам да си го дотерам мандатот до крај. Мислам вака. Абе се. добро те сваќам, а Виктор, еве најселјачки, така? Да. Треба таа партија да ја оставиш, треба таа партија да има луѓе што ќе продолжат, што ќе тераат, што еден ден пак ќе земат власт и така натаму. За тие да им ја олесниш нив работата, треба веднаш да едеш на избори. Ама ако имаш чувство. Па затоа што колку одложуваш, толку поише губиш. Господине Ма Боцев, кој губи? Чекај, кој губи? Партијата што е на власт. Па, ти мислиш дека тие што ја водат партијата се кидаш што ќе биде за 5 години? Па За 6 зашо ги години? ставиле, што им е работа на председател на партија? Треба да се кира и за сега, и за после 6 години, после 10 години. Ти предолго беше во Бразил која што не Не. каде што сепак има силна демократска традиција, Има, има тоа е правила. факт. Има. И па тоа се има правила, и тоа аномалии, но има и во Бразил. Има значи Да. сериозни правила, принципи на игра. Да не се лажеме сега дека овде не сакам да зборам за Ковачевски, добив една информација пред неколку дена што многу ме погоди вака дека има сериозни проблеми. И ја го слушнав тоа, Во добро, не е битно, семејството. јасно. Не е битно, но многу е важно. Извинете, сега вадам од контекст, меѓутоа многу е важно. Во моменти кога македонскиот премиер има сериозни семени драми, проблеми, бугарската социјалистичка партија преку весникот Труд Тоа е одвратно е тоа. вади Одвратно е тоа. една информација дека била неговата сопруга бугарка и така натаму, така. Освен што е злоупотреба на семени, лични, етнички припадности што апсолутно секој има право, тоа го прави, внимавајте, БСП или Труд вестникот, знаеме дека тоа е врската, е со Радев. Значи, бугарските служби точно знаат дека македонскиот премиер има тешки семени проблеми и е дефокусирано работите. Јас тука навистина сочувствувам со него за таа работа. И во таков тежок момент, освен политичкиот и семениот, тие вадат една информација која што него тотално го дотолчуваат. Тој можеше да се правда пред неколку дена. Ти гледаш тука дека некој след, затоа што види, мене ми делува како дополнителен притисок на целава работа. И сакам како да кажам, на братка 10 со дена- Данела, нели, што беше ти На текла. 10 дена пред да се решава во Брисел македонската иднина. И вие се кога еве сега збориме човечки сега. Кога еден човек, премиер, има сериозни семени проблеми, има уште други 5-6 кризи во државата, тој треба да се соочува се и со бугарски напади кои што објективно му ја влошуваат позицијата. Знаете како, кога вие сте премиер и вашата сопруга е не знам, етничка припадност има на државата која што вас ве малтретира. А не е објавено тоа до сега. А до сега не е објавено. Тоа е последно прашање, но навистина не сакам за оваа Добро, ситуација јасно, Ковачевски. јасно, добро. Тука сум на негова страна дека ова е крајно перфидна политичка игра од Бугарија. Ама чекај се, од Радев и тоа. иако морам да ставам една забелешка повеќе да тука. ставиш забелешки, а тоа е не, мојот една став. забелешка. Бе. Истиот став го имаше премиерот кога беше заменик министар за финансии, кога Данела Јаче рече Не, дефинитивно Кога не. Славјанка- Но тоа е разликата што ја правиме ние Боцев. Не, че Тоа е рече кога е разликата. он премиер. Односно е веќе сериозен кандидат за премиер и за Не, Не беше доволно е кандидат, заменик беше и никаде заменик не министар за беше. финансии. Данела кога победува, тогаш ќе речат за Не, бугарски. он е заменик Ама министар он за уште финансии. не е во игра во тој период.
Игра во игра. кај во игра? Не, видите, Заев сега нели Како беше председател на гледаше? партијата. Не видите сега, дека е Бе, во игра, Виктор, бе. он е во игра 2,5 години сега вака според моите информации, но Од тоа каде е ти ова? па ако сака да се вратиме во пржино да видиме кој на кој сред би бил и тука можеме да отвориме, но ова е сега како тизер мал, ќе например. Но сакам да кажам, тоа е разликата помеѓу нас, не дека сме ние најфини, најкултурни, најубави, тоа е разликата. Кога нешто е бело, треба да се каже дека е бело. Јас не можам сега да кажам браво за труд, за Радев, за БСП, бугарските социјалисти, што го напаѓаат македонскиот премиер на крајно примитивно нечовечко ниво. Не, тоа не е добро и тоа треба да го Се кажеме. согласувам, се И согласувам. тоа е нашата Но дали област. стандардот треба да биде ист? Се Славјанка доби Ама- Министерство за одбрана. Видите, лицемерието, двојните стандарди на тие луѓе што ги употребуваат, ги злоупотребуваат, тоа се нивно прашање и за тоа ние ќе ги критикуваме. Факт, доброто. Знаете како, за буџетот. Зошто Ковачевски не преземе одговорност сега, на пример, сега за ребалансот на буџетот, кој што ќе биде катастрофален, плюс 1,5 милиарда ќе се задолжиме. Тој беше човекот што лани, заменик министар за финансии, го проектирал буџетот заедно со Фатмир Бесеми. Тој е еден од луѓето кој што го проектирал. Ние никој не слушнаме, дури нашите колеги што работат финансија и економија, не слушам дека ги покренуваат овие прашања. А Во тука Шведска да се случи некој да проектира лош буџет. Извинете, ама сам ќе си замине на не, ама Гренланд. чека сега, така, како олеснителна околност. Олеснителна околност е Војната во Украина. Но Тоа е посебен но проблем. и не е. Тоа е Но и посебен не е. проблем. Затоа што Тука сте фатени во лаги, државниот врв е фатен нели во лаги. кажа, кој беше ке Стева го прашува за ова, Джеймс Бонд ли кој му рекол Джейсон Борн? Не, бев јас пред ова. А нели во ноември дошол Джеймс Бонд или Джейсон Борн кој беше и му рекол на Стево ке има војна во Украина. Така Не беше. знам дали октомври или ноември. не Ноември знам. рече, почеток на ноември, Но, така. да бидеме прецизни за слушателите, за гледачите. Значи, Пендаровски кажа дека тој во некој период октомври-ноември знаел дека ќе има војна во Украина. Затоа што дошол некој му кажал, така рече. Тоа е помалку Ама важно. така кажа се. Помалку важно дека Добро, да. шефот на државата знаел. И рече, и потоа рече дека покренал акција и дека до зрно биле полни државните резерви. И после одеме да го молиме Вучич да ни Вучич да даде. ни даде. Меѓутоа, да, тоа вон памет. Меѓутоа, ако веќе ги информирал некој, сигурно министерот за финансии во првиот круг. Значи, кога викаш војна има, така? Не, го Криза информираш, ќе има. го информираш премиерот. Ама премиерот колку ќе информира? Значи, не е важно. Го информираш премиерот кој што подоцна рече дека немали информација при проектирање на буџетот. Да. Се враќам на тема, немали информација. Тоа што значи? Ама чекај се, дека Пендаровски лаже или дека Пендаровски не е пренесол информацијата. Нема. Или овие примели информацијата, него сметаат за релевантна. Ама Тоа- чекај, како бе нема информација кога прави син му фирма за енергетика. Во моменти кога сите знаеме дека ќе има енергетска криза. Тоа треба да се елаборира, да се докаже. Човекот е матурант, матурираше сега синот на Заев, збори за синот на Заев. Па чекај сега, нема информација, а се позиционира на пазар кај што ќе пораснат цените заради тоа што ќе има енергетска Тоа криза. знаете како? Како Чек- овие чек- американците што закупиле земјиште во Украина, колку цела Италија, земјоделско земјиште. А пред да започне интервенцијата на Русија, наеднаш целото ѓубриво поскапело 2,5 пати. И сега тука се постава прашањето, дали Пендаровски стварно имал информација, ги информирал овие му рекле, аве шета кои си ти ли на нас ке ни кажеш. Мислам, ево најпростачки. Нема поинаква логика. Значи, читете што се случува. Каква војна ме да е тука, нешто Значи, тендер, нешто. пазете, 3 американски компании закупиле земјиште колку цела Италија, обработливо земјиште. Па добро, голема е Украина се. Знаете како? Кога за Украина кога се збори, значи на пример овие рускиве аналитичари наши тука сега Русија кој ќе влезе, прво не си имаат еден обзир дека Украина е 7-ма светска копнена сила воена, а од друга страна па овие демокративе што као ја бранат Украина, не кажуваат дека Украина е најсиромашната држава, а може да прерани 600 милиони народ. И како е најсиромашна? Чи тука сега станал збор кој кого ќе украде. Али тоа е меѓу нив, нека се расправаат тамо на големите врати. Ние овде у нашите врати. Па затоа збориме бе. Значи како, Виктор. ако добил претседателот информација, и ако ги предупредил, тогаш овие после таква информација, некој ние наш меѓу нама работава. Чи мора некој да се оди. Министерот за економија. Заев си отиде. Заев секако. Не заради тоа. Не заради И за мене заради тоа.
Значи, Башка Заев веќе беше заменат, тој даде оставка таму до крајот на октомври после изборите, нели тој веќе веднаш беше- на 1 ноември си веќе даде оставка. Беше заменат, беше. Па овој рече почеток на ноември. Не, мислам дека не треба да се брзо. Ја Не, поине се ги зијаме гледам за работите зборови. формално правно, ова што зборуваме сега, синот на Заев и во ред. Законски синот на Заев има право да си регистрира. Абе никој не го спори тоа, меѓутоа чека, ако имал Заев информацијата, тогаш има сериозен проблем со конфликт на интереси. Значи, ние се што овде дури зборуваме- законски последици има Ние се овде тука. зборуваме хипотетички. Ајде. Не знаеме што се случило, но логиката вели што? Пендаровски знаел, не кажал, или Пендаровски знаел и кажал, но не се преземени мерки. Заради тоа што Ковачевски после 3 месеци, 2,5 месеци рече дека немали информација за Така, Ама Така, чекај, стварно. Пендаровски кажа дека како резултат на таа информација што тој ја добил, што информирал владата до последно зрно. Ама после тоа се Така го рече. демантираше Љупчо Така е, Николовски. апсолутно се Така, слага, отиде само во- сега те отиде не во кажа. Србија. Значи ние зборуваме за фактите сега, не зборуваме синот на Заев пред компанија имал законско Не бе, право. фактите зборуваме, бе. Ова се фактите. Ови вика Значи, последно зрно, тоа не е факт. некој ја Добро. довел, граѓаните ги довел во заблуда и ги оставил на цедило. Ние, ако Вучич не се смилуваше, ние можеме да се случиме со остатокот пченица. Не дека немаше да И кожиме. Зейтин исто. Зејтина башка приказна. Кој што не значи дека во септември и октомври нема да се соочиме Тоа е, со таков како проблем. направиме реекспорт за Албанија, ја сум Вучич, извинјам. Каде што вие Вучич- заработувате на мојот Зејтин. Каде што Вучич повторно предупреди дека ќе дојде страшна година по однос на И житарици. ја тука таа изјава ме уплаши негова, заради тоа што Сериозно рече, ние сме Али под рече за стравичен нас и притиск. за нашите партнери ке не, има. да. Рече. не, тоа го кажа претходно. На ова Не, и сега И сега го кажа. повтори. Рече за нас и за Зато и нашите... Брнабич беше Овој дел одреден. не го- Не, Да, да. Не, рече. Рече за нас и за овие што ги издржава. Како можам така да На кажам? нас, Босна да, и и Македонија, Албанија. да. И Албанија. Да, со тоа што се ова е друга тема, меѓутоа пред да се вратиме на нашата тема, види на вакви буквално го користат како она за пикадо фрлање и нашиве, и црногорците, и босанците, Вучич. Меѓутоа тој избира да тера друга игра, стратегиска игра. Као, ајде, пушти, знаеш, деца, што знаат едно друго. Јас сум таткото. Да, јас сум таткото, да, ќе ги толерирам се, ќе ги трпам. Тука нашиот министер за надворешни работи беше кај тебе во емисија, не го прашавте за тоа. Бојар Османи имаше цела серија антисрпски, антивучич изјави. Дритана Базовиќ вчера нешто зборуваше дека ке станела Црна Гора како Украина, тука имплицира дека Србија ќе прави некои работи. Да веќе да не кажем од Босна кој све не му се изнареди на Вучич, а овој вакцини дава, јадење дава, Зејтин дава и така натаму. Дури имаше Љупчо сега ни одсутен, Љупчо имаше предлог да ја решиме штрајков на учителиве со тоа што со ребаланс Вучич вака ќе дае пари за за плат. Поскапување. 15%. 15%. Не, голема работа беше. Но да се вратиме на нашава тема. Значи, Пендаровски знаел. Он тој вика кажал, последно зрно. Јас мислам дека кажа. Извини, тоа мислам дека кажал, горете имаш право. Тоа Мислам, се свикува лично совет, чувствувам. се свикува совет за национална безбедност. Тоа Беше е свикан, не беше свикан. Не само тоа, него има друга работа, види. Најчесто при војни, Знаете зашто во мислам нормални дека- држави кога има војни се не само што се свикува совет за национална безбедност, туку се вика и опозиција. Значи, Да. Не, јас мислам дека кажал затоа што сепак претседателот ја контролира агенција за разузнавање и од дека безбедносните агенции помеѓу нив комуницирале и дека го информирал премиерот. Само на тоа. А ако трнам како по бе, вашево, чекај ако се. трнам Тоа по ќе ми спомне Ама чекај, некој бе, се. председател агенција за разузнавање и на памет не можам ма да измегнам тоа. чекај бе Виктор сега, малце и ова твоево сега. Сега Зашто нема па, да го јас бара кажам- нема да го бара Заев да се сретне со Не, Заев. јас морам него како ќе му офицер- каже на Еролд, па Еролд ќе му каже на Виктор, па не Виктор. мислев така. Значи, Не, како да мислиш? добие информација, Добро. мора да ја добие преку агенцијата за разузнавање. Му дошол тоа некој да му шепне на Пендаровски тек така. Значи, има ли информација? Овој се збориме, ја како да го правдам председателот. На крајот од криштата има Кој правда го и треба Правда да го е, го добро, правда шеф на окей. државата. Он има дискурс кој кажува вистина или не кажува вистина. Така овој вика кажав, овој вика не знаев. Значи, јас мислам што е за мене смешно. Баба ми вика едно, вика друго не чуе, нели тоа? Да, значи агенцијата како агенција која работат, бидејќи сме имале другари што функционирале таму. Значи они официјално ги информираат
службените лица, освен председателот, значи ако се спрема војна, значи премиер може да информира АНБ, АНБ председател, министер за внатрешни, министер за одбрана и така натаму. Од тој аспект, вај да функционира така, тоа е нормален начин на размислување. А ова како ми делува као дружина братско стебло, ја отидов по јабуки, а ти отиде на круши, па ќе се скараме подоцна, А во војна. војна, мислам, Чекај се. така ми делува. Ај чекај да се вратиме. Може ли малку јавно-приватно Ајде. партнерство, да го наречам, многу го приватизирам овој разговор. Во моментите кога Пендаровски дознава за војната во Украина, со што се занимава тој? Не свика Совет за безбедност, Не вика опозиција. не вика опозиција, не вика владата според тоа што збориме. Да бе, јасно мора да ја викне Никого тоа. не вика, никого не вика директор на стокови резерви, нели, стратешки институции. Тој се занимава со директорот на неговата агенција Ерол Муслиу, му дојде во канцеларија, му вели има еден новинар, треба да го гониме, и председателот јавно дава изјава дека тој бил убеден од страна на директорот на агенцијата дека Горан Момировски е криминалец и во тој период, значи, кога да си кратиш епитети, криминалец, пар екселанс. Пар екселанс. Значи, во моментите кога држава треба да се занимава, Ти збориш, Јас, да. треба да се занимава со предизвиците и заканите од војната во Украина за нас, председателот и директорот на агенција за разузнавање се занимаваат со мене. Мислам, тоа за мене е комплимент поголем не може да биде. И за ова сум ти љубоморен. И да поднесуваат знаеш, две баш како кривични највише пријави, му е. внимавајте, значи поднесуваат, трошат ресурси, луѓе пишат кривични пријави, закон истражуваат, ја гледате на емисија И која излегува на емисија 9 и месеци. вели, и вели ме убедија и кога ќе ги осудат, он ги осуди више, тоа е притисок врз судство, и јас ќе ги помилувам. Не рече, мислиш, не рече ако ги осудат, Аха. ако ги осудат, што е помилувањето Ама пак бе исто е изјавата е апсолутна Значи манипулација. ке председател кој ќе каже дека ме убедија, Да, јас сум кога ќе сега каже, судија на основен апсол- суд, председател Така. рекол како ќе судам. Така. Но има и Чекай. еден друг поопасен дел. Сега не сакам да приватизирам ниту тоа, важно е не заради мене. Добро. Како функционираат службите за безбедност и нашите избрани раководители. За да ме помилува председателот, елиминиране член 11 од законот за помилување, и тој не може сам да даде помилување. Треба министерот за правда, кој Јасно. што јас моите информации велат Може дека да по буде. ниедна цена Дека може да не може. Не може. Не може. Не, не, може. не, не, Мора нема. Изфрлен е закон Нема. член 11 тој изфрлен, не е Не ќе битно. го стрпаат у затвор и сега треба да чека таму да Значи ја да си се спремал у маркет, кажи што јадеш, Ке- што пиеш. Ке требаше, внимавајте, Знам што да ти значи досам. прво, тогаш беше Маричич. Се шалам, мислам. Не, доста Не за шалам, дай јас Боже. се шалам, па Не дай некојаш би Боже, тоа, да. не за мене, зборам како функционира системот. Маричич немаше да даде помилување, пошто мора министрот за правда да даде помилување, и Пендаровски и тогаш излезе, сега ми велат луѓето, а ќе те помилуваше председателот, немаше да ме помилува пошто нема законска можност, и тој го знае тоа, и второ ја ќе лежев 6-8-10 месеци додека траеше процедурата, Да. и тогаш ќе ме помилуваше. И трета работа, тој рече дека ме убедија, велиш, значи го убедиле, како мало дете го излажале, само насловно да кажам, и ако не споменат кривичните пријави, јас ќе побарам одговорност од директорот на агенцијата. Поминаа тогаш 3 месеци, не сум чул. Повторно председателот или лаже, или е врзан некако, или е уценуван, или е рекетиран, за да не може да преземе, тоа што јавно го кажа, се извинувам што приватизирав. И сега епилогот кој е? Епилогот е дека после целата таа епизода Сдруженијето на новинари на Македонија А па не можевме да ги откачиме од вратот кај горе. отиде Со плачење, Да, со да. цвеќиња, Не, со не, не, баклава, не, со не, не, баклава. Од кога сето тоа заврши, отидоа во Младени кабинетот, па- отидоа во кабинетот на председателот под На денот на покровителство слободата на медиумите. На денот на слободата на медиуми го славеа во кабинет на председател. Со- Откај што и- само пред 3 и со месеци излезе председателот кривична на пријава, синдикат. 20 години запретена казна. 27 вкупно си иде 3 кривични. 27 години запретена казна. Не е малку, нели? Јас имам посебно мислење, бидејќи господин Момировски не е гостин тука како водител, пак ќе морам да бидам принципиелен и да не Не ги повели, ова е да слободна не ги емисија, ругам тука знаеме. шутраците од ЗНМ и од Не, синдикатите. не е поета да ги руга. Јас ги разбирам луѓето. Вие ЗНМ знаете што значи во моментов? Што значи? Бунети новинари на Македонија. Кажете ми, јас што сум член на направиле, ЗНМ и не дозволувам да се вие навредува сте институцијата член- која што има Не, за традиција од раководството се извинувам. 60 децении. Значи, како сега, Младен Чадиковски вика вака: јас како председател на ЗНМ не дозволувам локалната самоуправа да се рекламира по медиуми затоа што тоа е
ка се вика корупција на новинарите и така натаму. Ама жена ми ако работи кај еден градоначалник, тоа нема врска со корупција, ме разбирате? Добро, пак не би сакал сега лично да напаѓам. Ние збориме тука за систем. Мислам, не за и мојата за жена. жена. Да не, разбрав. Значи, тоа нема врска, разбира. Значи, тоа може така да биде. Значи, или оној Павле Беловски. Мислите дека знае што е медицина на труд? Мислите дека слушнал некојаш за покојниот доктор Филиповиќ, како што јас сум трчал за бенефициран стаж, за да не мора да оди до 70 години, туку да може на 56-7 години да отиде на нормален новинар и така натаму. Мислите дека знае каква група да направи, која група е сензитивна во медиумите и така натаму? Поима нема. Ама за да направи нарачано прашање на градоначалникот, кој што нели претходно спомнав кај работела на овој жена му, да му постави прашање дали он со судските процеси може да води една сериозна општина што е трета во Македонија по проекти, за тоа е спремен и овој кој ќе му одговори културно дека се тоа нарачани прашања, тоа било Чекај сега. слободата на медиумите. Ај Мислам, сега, сега ај сега да Инсистирам, се вратиме. инсистирам. Ајде, Значи, видите, сега вие барате- Прозиваме луѓе што не се тука и не може да се бранат сега. не, Ова види, ама не кој е- сака не и е сака коректно. дека- Мислам дека не е коректно. кај сака да дека да напаѓаме се брани. имиња. Можеме да Значи- збориме за институција, организација, и за сега nama. па тие ја водат организациите, Па де добро, таму за nama не е само Младен Чадиковски, таму имате луѓе. Ма гледате се таму не одат сите членови на ЗНМ кај председател. Ама добро, дали е непристојно да се истопорат кај председателот после Како оваа епизода пристојно? што ја Нема направи? чувство ни за Горан Ама што- Момировски. После оваа епизода е непристојно. Значи, Извини. господине, Горан Мировски криминалец, и не зашто Господин има- Боцевски, колку години се познаваме? Па, Од 95-та наам. минимум, ама Минимум. претходно од мало, ама добро, тогаш Значи тоа е друго. Не збориме овако. Сме биле младенци, сме поминале политички школи, па сме се граделе кој каде и така натаму. Вие отидовте во дипломатија, отидов во медиумите. И ние многу точно знаеме што е политика и како се функционираат организации и така натаму. Значи Младен Чадиковски и ајде уствари претседателите на синдикатите и на ЗНМ можат на нас да ни кажуваат приказки за мали деца. Значи ти, ако имам ја еден сериозен новинар, значи не збориме за новинар почетник кој што сгреша, па дури и да почетник, за новинар кој што има сериозно влијание врз јавноста, дека може да добие 27 години затворска казна и во кое што председателот кажува дека он ќе го помилува, а нема можност да го направи тој и да одам да славам со председател. По најмала рака штрајкувам, така? Посошно е друго. Посошно со човекот што председателот го именува како директор на Агенција за разузнавање, тој поднесува кривична пријава 9 месеци од како се случило наводното дело. Но тоа е друга работа, тоа е друг Сакам да кажам дека се нема чувство. Чувство за одговорност, чувство за солидарност. И повторно се враќаме на почетокот, дека странциве гледаат што се случува и гледаат дека не бива едноставно. Околу тоа имаме критики за опозицијата, Виктор. Дали ќе се придружиш овој митинг кој што ќе се спрема месец дена? Инаку проверивме горе да ти кажам, и дури оној најголемиот митинг што го правеше опозицијата 97 година пократко се планирал. Ти текна оној големиот на Љупчо, тогаш и Циле или беше се приглучи 97 или не, тогаш беше Гошев. 97 тој да, ти текнува. Значи, опозицијскава борба, Виктор? Ако сакаш да размислиш, може јас. Да, може, повели, да, добро. Снимам на Да, зборови. 2 минути, да. 2 минути, добро. Да. И јас мислам дека ако е целта на ВМРО, ДПМН да со протестот да урне владата, Да. мислам дека таа е изгубена цел. Лост кос. Добро. Што е по тебе целта? Владата, не, мислам дека тоа е целта. Со митинг да урне влада, не верувам, кај. Па добро, тоа да биде некаква почетна точка или некаква завршна точка, нели? Мислам дека е апсолутно погрешно, затоа што оваа влада нема да си замине до последниот ден. Дури јас се плашам дека нас, ако издржиме 2024 година кога се редовните парламентарни избори, дека на нас ќе ни се случуваат други работи, суспензија на устав и закони со цел да остане оваа влада. Знаете, вие во моментов имате Не може бе Горан, бе чека, немаат авторитет да владеат. Не знам како Боцевски, вие во моментов, Гозданов спомна некои од тие луѓе директно и индиректно, не за новинарите, за политичари некои ги спомна таму, кои што се чуваат со сериозни кривични дела. За некои од нив имате истраги. Вие во моментов имате истрага за брат на пронајден премиер,
каде што, како да ви кажам, 100-0, значи нема бегање, имате пи мерки, само можете да го кажувам, меѓутоа, и вие ќе одите на избори кои што сигурно ги губите, сигурно излегувате од власт, и вашите 30 луѓе од првите 100 луѓе во партијата се соочуваат со драконски казни не заради реваншизам, заради тоа што вие сте краделе, сте злоупотребувале позиции, функции, сте кршеле туѓи животи, сте знаеле дека луѓето се невини. И вие ќе одите на избори, не, сакате да помине време за да луѓето заборават. Јас очекувам дека наскоро ќе почне од страна на власта преку странски посредници процес на национално помирување. Дајте да затвориме, што ја лично сум за тоа. Меѓутоа, Ма не вака се, меѓутоа не е подценена корупција да не со договор за амнестирање на луѓе кои што правеле криминал, кои што возат мајбаси и аудија од 150.000 евра, како што вози еден директор на голема компанија што сега беше сменет, а уште нема за него има истрага, има кривично дело, тоа сигурно, меѓутоа уште не е уапсен. Заради тоа што знае премногу работи. Кај нас се сведе битката како да ги убедиме овие криминалциве да не зборат и да ги така да ги амнестираме. Сега, ова друга. Пред некој ден паркирам во едно од овие катниве гаражи и ми вика ме блокирал со Мерцедес двосет. Купе. Да, чекај се. И излегува тој таму што е одговорен за овие картициве. Вика ме блокирал некој. Не, вика, јас сум тоа, вика. Зема Мерцедес купе, го трга човеков што наплаќа карти. Па добро, може на старо. Мерцедес купе 2003 година мој пријател бараше, можеш да купиш за 4.000 евра, 3.500 евра. Добро, со данок значи 6.000 евра. Ако некој има да. проблемо што ние зборуваме за директор на јавно предпријатие. Како може Maybach да има директор на јавно предпријатие. Има Maybach Мерцедес. Мерцедес. 150.000, BMW од 150.000 евра джип. Приватно или на компанијата. Приватно, а тој директор е инволвиран, еве најблаг кажан збор, инволвиран е во друг процес поради кој што еден пронешен генерален секретар на владата во моментов е под сериозни, ајде не откривам дека е по притвор, ама во притвор е човек. Колега. За жал наш колега, и мислам дека он е жртвата во цела ситуација. Иако тоа ќе си утврди чека, нормално 150.000 би кај ги заработи јавно предпријатие, Викторе. 150.000 евра. Јас кога бев за разлика од Горан што е постојано си е конзистентен со новинарството, ја ти сме час ваму, час таму. Да. Ама еве и у политика, која плата е таа 150.000 евра кола да земеш. Ќе му веде. Вица, значи јас кај Горан, значи вадам документи кои што фаќам, не знам дали збориме за истиот директор, го фаќам директорот кој што е одговорен за струја во Македонија. И жив. Не е истиот. Добро. Значи жив. Како во соработка со еден стар гражевеник, поранешен градоначелник на сериозен конзулски град, дупло поише си наплатиле за да може да финансираат одредена телевизија и така натаму. И кампања и тие работи свет. И никому ништо. На сета таа Како бе никому ништо бе. Ма не бе, никому ништо. Ма чекај, траги тие документи кај завршуваат. Ама гледа, 2 години ти им кажеш, еве ти документи. А не, добро. Па дури едно време почна нешто како телефони од 2 сат ноќта, па се јавивме на неколку места и прекина. И ме разбирате? Значи, Не бе свете разбирам. Едноставно, видите, во овој момент се врши упад во партијата кај Тито Петковски. Значи се тргува со 2 пратеника и готово да се згасне партијата, за да може да има тоа упад од страна на СДС. Чекај, инаку ако продолжи да живее таа партија ќе направи голема. Не збориме. Јас зборам сега да че емотивно малку се зборува, ти беше дел од ЛДП, така како не е ЛДП. НСДП. Значи, сега јас зборам, значи надворот, статут и така натаму. Не ги интересира, вие ми зборите за демократија. Формулата со дом. Значи формулата ја тера двата пратеника, Горан Мисовски, Сонја Мираковска да бидат со нив, Горан Мисовски да биде председател и умеѓу време нудат сега функции. Ти Волку, ти тамо, ти овамо ќе бидеш. Како на сточен пазар. Да, а против кандидатот, кој што
е сериозен директор на јавно предпријатие, кој што вратил 14 милиони евра долгови од претходното раководство, кој што нигде не искочи да каже ово е криминалец или оне криминалец. Тие работат и кој што е наша генерација, не му дава дури ни да се кандидира ни на Конгресот. Зошто? Како зашто? Па не може, овие имаат два пратеника и мора да гласат за владата на Димитар Ковачевски. И тука доаѓаме до одговорот. А одговорот е дека Димитар Ковачевски ќе игра до крај. Ама еве го крајот бе, ако дошло до таму НСДП да го ќе игра до крај. Сега доаѓаме до прашањето кога прашавте за митинг. Прво, значи, нема ништо сензационално во митингот со кој што они би ја срушиле власта. Јас така го чувствувам тоа. Но не знаеме. Мислам, јас сега прво чувствувам. Но има една информација дека голем број на луѓе кои што некогаш биле во шарената револуција сакаат да се приближуваат кон реформирано ВМРО-ДПМН и кое што треба да ги обединува сите и без разлика колку мали политички субјекти, ако сака да порасне и да освои власт. Јас така размислам. А ако е митингот само да се каже дека ВМРО-ДПМН е тука со вас, тоа е веќе друга причина. За мене митингот е тест да се види колку од овие луѓе што ги спомнати се подготвени да расчистат со СДСМ. Јас имам блиски Мислам пријатели дека така. кои што се целиот нивни живот СДСМ и кои што сега полујавно зборуваат дека за прв пат е гласат за ВМРО-ДПМН. Да, тоа е факт. ВМРО-ДПМН не одговори на сите прашања на оваа категорија на луѓе, не одговори, се уште има сериозни дилеми околу нели ВМРО што би правило кога дојде на власт, нели, со оглед на тоа што претходно Што значи граѓанскиот концепт една друга? Да. И до на пример оно што се случи пред една недела исто така се еден човек кој што мене ми е репер, кој што човекот со принципи секогаш поставил бил против ВМРО, бил против СДСМ, лично нели си ги поставува сите принципи, дека се збуни кога слушнал дека ВМРО ќе има кандидати пратеници албанци. И тоа е вака еден интересен. Се збуни феномен. позитивно, се збуни негативно. Позитивно. Добро. Позитивно, затоа што, знаете како, една од главните карти на кои што СДСМ игра кога се бори против ВМРО, допомена дека ако дојде ВМРО на власт, ќе има меѓуетнички судир во Македонија. Ама не бе, пред голема измама. Само еве со вас да потврдам ова, со Љупче тука во студио ни беше Наим Бајрами, сега е заменик генерален секретар на град Скопје од Алијанса на албанците. И ни измува бе, не со него, него ние двајца меѓу себе. Мислите дека некој во ВМРО-ДПМН гласач има проблем да го замисли, да речеме Арбен Таравари како премиер на Македонија или како председател на Македонија? Па јас искрено мислам дека има. Има. Гласач на ВМРО-ДПМН има проблем да го замисли Има. Ја не велам дека се тоа многу луѓе, меѓутоа има сако прашањето така ти е поставено. Дали има? Има. Ама генерално. Има. Еве да речеме Меѓутоа, мнозинството од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН. Но- Има ли проблем да го замисли Арбен Таравари како премиер? дури и мнозинството ќе ти кажам дека има, но Зошто? суштината е во друго нешто. Да. Дали оваа битка што сега се води против корупција и распаѓање на државата по сите шавови, економски, финансиски, социјални, миграцијски така натаму, е поважна од тоа дали Ја па не мислам дека Началникот- ја ќе да кажам, ја мислам дека нема проблем еве. Јас мислам дека нема проблем. Арбен мислам Таравари дека да има. го замислат како председател или премиер, гласачкото тело на Значи, ВМРО-ДПМН. еднашка го направија тоа кога гласа за Имер Салмани, за председател на Македонија. Значи имаше сериозно гласачко тело од ВМРО-ДПМН и од другите партии кои што гласаа. Кој што така. да. Меѓутоа, Постои 150.000 гласови, од кои што 55.000 прилика се македонски гласови, тоа да. Значи, и значи за таков тип на политичар може би нема. Меѓутоа, ова што го прави СДС со комплетна албанизација на влада, Апсолутно, тука нема. тука се слагам со Горан дека луѓето ја дигнаа летвичката, дека искача кој да сме ние како мнозински народ во подредена ситуација на малцински народ. Абе за друго зборуваме сега. Не, нема сега за друго, сега јас зборам, вие ме прашувате, јас сум Се, по-демократ што од вас. повеќе боли се, тоа е прашањето. Што повеќе Се боли? виде, ја ви кажав, ја у медиумите нема национализам. Така, значи мене не ми е спорно да се коментира и на албански и на македонски. Апсолутно. Значи ја немам проблем со таа работа. Меѓутоа, ја имам пријатели кои што едноставно како да ви објаснам. Значи јас сум кум на човек кој што е постар од мене 4 години, има 8 деление и он вика ја име не дам, албанец не може да биде премиер. Оди објасни се. Нема објаснување. Кум, јас сум му крстел дете.
Кум не е дугме, нели? Кум е светиња. Му викам, чекај, нема шанси. Иначе, Јас Не ти не прифатам. согласувам со него за името, за второ не се согласувам, али А да. ја ви кажам сега, значи, тоа се има таков хардкор луѓе, имам Да. пријатели кои што се сериозни, секој ќе кажеме сериозни ВМРО-вци, кои што мислам на сериозна десница, значи, многу кога одам кај нив, значи, тек сега е дозволено Бранко Црвенковски да го спомнуваш во одреден контекст, иначе не може. Како тоа Бранко Црвенковски? Как не постои он СДС, не постои таква варијанта. И затоа Горан е тука во право дека може би некој би проголтал кнетла, ама ќе ја гледа на нишан работата, така добрата е разбор. Контекстот ми беше друг, дека и помеѓу, условно кажано, албанскиот блок во Македонија, значи, постојат луѓе кои што оваа игра на Дуи што ја прави сега, ја гледаат како штетна за албанците, штетна за Македонија. А тоа да. Не на постојат тоа и, мислам. туку има многу, не постојат и, туку многу има така. Затоа што види, ова стварно е, ова е, значи, секој ден нова провокација, секој ден ново понижување, секој ден ново лудило, условно кажано, кој што излегува Дуи и нема казна. Шкодрен, знаеш дека Шкодрен уште е во Е неуправен е, одбор. нормално е го. Тоа е посебен проблем. Нели зборуваме култура на Само чекај, неказненост. не знам Како дали имате може? вие реклама од Телеком, да не зборам ако имате реклама, да не ви да не одземат. Не, уживај, терај. Имаше многу интересна сообщение од Телекомот кога се случи скандалот со чизмите на Скодрана, кога се закане, нели? Кога директорот на македонскиот Телеком, Deutsche Telekom, рече дека владата ја номинирала Шкодране Дрлишта за Да. член на управен. Но тоа беше лага, тешка лага. Јас го истражувам тој проблем и наскоро ќе излезам со една објава. Шкодране Дрлишта е независен експерт во управниот одбор на Телеком. Независен експерт. Што има завршено жената? Пукање во далечина. во нежески став. Не е тоа важно. Експерти кај нас, нели, сите сме Овој експерти за чизми, се. како ќе да Но, овде не зборам сега, може би да цениме, може би читала нешто за Телеком. Имала телефон од 2001 година. Не е важно. добро. Значи, сега се шегувам, тоа суштината е друга. Да имате процедурално прекршување на закон за трговски друштва. Не сакам да откривам многу, нито ова е скандал од невидени размери, каде што директорот на компанијата, го заборив името на Телеком, Deutsche Telekom, внимавајте, значи германска компанија, вели дека владата му наметнала ја Така, и не лаже директорот тука. но тој признава со тоа дека направил кривично дело, прекршил закон за трговски друштва, тој не смел да прифати предлог од владата, тоа што независните експерти во законот пишува многу прецизно, не смеат да бидат политички како се Именувани лица. Именувани. именувани лица и да имаат врска со политички партии. Значи прекршен законот 10-100-0. И за ова никој сите молчат, јас истражувам, кажувам јавно. Ама чека, ова е еден сегмент, другиот сегмент е, после таква изјава, мора да има казна политичка. И кривична треба да има, а политичка прво треба да има. Значи ти се закануваш со војна и остануваш на Илица, функција. еве, нема да кажувам- не е нормално. Нема да кажувам мој став, ќе Да. цитирам еден албански млад интелектуалец, мисля дека е Мини се вика, да не Да. го прочитав некаде по албанските медиуми, затоа што јас сум првиот македонец што проговорил албански јазик на Алфа телевизија и после бев нападнат што видиш нема проблеми со македонските медиуми, албанскиот јазик има. Ме нападна медиумите на СДСМ затоа што сум проговорил со села во интервју не на албански јазик, мене нападна. Значи имаме проблеми тука. Македонските медиуми имаат проблем кога зборам се за провладините медиуми. Денеска е тоа конјунктурно, ќе го удриме таму, утре ќе браниме нешто друго, не е важно. Значи, проблемот е што човеков што го цитирам сега, вели, ако вие удрите по Дуи, принципиално тој зборуваше за Талат Џафери. ВМРО, СДСМ да го нападне Талат Џафери, ќе се распадне коалицијата. Паѓа владата. СДСМ не може да направи ниту еден чекор. Ни го видовме минатата недела, Значи, мора да паднат побрзо. Ковачевски отиде на Шкупи. Ова не е нормално. Отиде на Шкупи е. Отиде на Шкупи. Што пеат балистите, кажи ми за македонско девојче? Балистите се на Шкенди од Тетово, но и И Шкупи ови и шведски пеат истата песна. Но, да. Кажи ми таа песна дека премиерот може на мајка му да ја испее. Бака ме интересира или на ќерка му. Ја не сум мајца. Без разлика која мајца носи живе, кажи ми, нели да каже и слушнав една песна мамо,
да ти ја испееме. Бе вчера убав настан, мултиетнички. Може би некој не знае за која песна се работи, Добро, не е но навредлива на национална и сексистичка основа ја пеат. Но да бидеме искрени сега. Што? Навивачките групи се посебна категорија во државата. Се согласувам, но нема потреба тоа да биде символот сега на помирувањето. Па не може премиерот да учествува на скандирање, односно на прослава на титула во кој што навијачите пеат одредени песни и кај што се знае кои се лидерите на касика на навијачката група и кој што идеш и ги собираш и ги пијат казни. И тоа така се реша. А посебен тука експерт е господинот Ременски. Он треба тука да бидејќи он се занимава со екстремизам и тероризам. Ако не сте знаеле, под негова надлежност се навијачките групи. Значи, Горан, убава ни емисија, меѓутоа треба веќе полека да затвараме, да искористиме ситуација. Тука ни е Виктор, кој што е еден од ретките за кој што може да се зборува за локална власт. Виктор, ние зрачиме во Скопје како радио. Ајде вака тебе да те прашаме да ни дадеш, ја ќе ги читам еден по еден, да ни дадеш оценка од 1 до 5 за градоначалниците кои што се избрани во Скопје. Значи, одиме Данела Арсовска 1 до 5 до сегашниот. Данела Арсовска нема тим. Значи, заради тоа што нема тим, двојка. Што значи Данела Арсовска нема тим? Нема тим на советници со кои што може да тргне да ги работи проектите кои што треба да ги изработи. Се, зашто сме 2:1, идеме прво со нашиот Стефчо Јакимовски. Стефче Јакимовски, он е човек кој што е многу искусен, он не гради тим, работи исклучиво сам, меѓутоа тоа што го наумил го тера. И на него му даваме затоа 3+, затоа што нема тим. Добро, Боби кај 0. Гази баба. 0. Зашто бе? 0. Дарко Бутел, Дарко е добар. што ќе му даеш сега? Па 3+4. Орце во кисела вода? 5. 5 за Орце. Но Ица. Чекај, мораме се Не, ако само да расчистиме методолошки ако може. Не, ова е perception based. И тоа што да кажа на македонски бе. значи се базира на перцепција на Не зборам на перцепција, зборам Политичар коментатор. Не, Тоа што јас го си кажа гледам на и го почетокот знам, дека пази. нема тим Данела, тоа е еден Чекај се вратиме на суштината. тоа. Дај да Ајде, завршиме па, со нема оценкиве. тим. Дај да завршиме со оценкиве. Опа, идеме понатаму. Докторот Александар Ѓорче, кој ќе направи 3 градинки ќе му даваме 10. а до сега? До сега нема никаква иницијатива. И наместо да се сконцентрира, да речеме, на делот кај што е изградена Александрија, кај што е направен детален урбанистички план, кај што живеат многу голем број на луѓе, а нема градинка, и од таа градинка децата треба да ги носат во Карпош, а сега градоначалникот на Карпош за да го заштити Карпош, им рече, ај сега да се отпишете, логички, цел Карпош застана после градоначалникот. Градоначалникот на Ѓорче кјути и наместо да им врати на оние од левица, да не ги наречам, што имам вака велелепно мислење, у минус бесконечност, се у негативен контекст, наместо да им врати дека не може они да ослободуваат граѓани да плаќаат 1400 денари за касика за граѓанка, бар можеше да даде изјава дека ќе соработува со градските власти и ќе изградат 2 градинки во Ѓорче Петров. Така да 0. Сарај? Сарај, Блерин, Беџети. Исто треба Тамо да е ги... све уред, тамо е све. Тамо е одлично. Блерин ми е стар другар, нема во цена. Сакаш да Иначе- кажеш се исклучуваш, се Се излизаш. исклучувам, ама и тамо... Горе најти се за Блерин. Чече, али Ако се инаку, исклучува, значи, али инаку Блерин Беџети исто треба да работи да си постапи малце да си ја реонизира, како се вика, општината. Значи не го казнуваш, значи Го казнувам, Кец. Значи, Кец за Блерин. Добро. Доста му. Чаир, Чер не го познам. а перформансов? Не, воопшто. А тоа, ако ги земеш генерално како е функционира Чер, -5. -5, добро. Затоа што градот, доградби си прават, ништо нема. И ова е единственава од власта што е центар. Не познам таков градоначалник. Како ве не познам Не познам. што ти значи ова се. Не знам кој тој вајде, меба некоја. Ја не знам, јас сам био на подробно. Добро. Тимчо? Тимче е добар, ама треба поише да работи. Оценка реговме, нели? Тимче 3+ исто, како и Стефче. 3+, значи они ти се коњаците, така, Стефчо и Тимчо, или? Са Стефче е многу поискусен од Тимче. А та сакаш да кажеш 3+от на Тимчо поише вреди од 3+от на Стефчо, или? Не, нема тоа. 3+ е 3+. Јас сум прецизен
Овако сум дипломиран инженер за екстрактивна металургија. Ајма, Кај нас се знае што е јасно, формула јасно. за вода, нема Ајде да подреш. додаток и вамо и таму. Да подрешириме или да не шириме. Шири колку сакаш, ја немам проблем. Стевче од Студеничани? Кој? Од Студеничани, па од Сопиште, пардон, Стевче. А сега тој слушам дека има голем проблем со паркирање. Како бе Вчера- проблем со така? Да, така, не се паркираат во дворовите, се паркираат на улицата. Во Сопиште. Во Сопиште, да. Вчера се со луѓе од Сопиште. Значи, и не ќе казниме. Нека си размислува. Што му ставаме нему? 0. Нула. Па што направил? Многу строг професорот бе, Горан. Сум строг, јас сум работил. Да. Јас види, ја ти кажам А дека сум Александар работил. од Петровец, бе, прв пат Жика не е таму градоначалник, Не го познам. а не го познаш. Значи, тој дел ти е малку темен. Петровец, знам, Жика добро работеше. Сега збориме. Не бе, Жика беше Илинден, пардон, Илинден. Илинден има нов градоначалник, не е више Жика. Да, а овој од Петровец си Да. е добар граначалник. Тој нека тера, добро. Тој си тера, а овој не го познам. И тој е у 3 плюс категорија, овој од Не, не, Петровец. не го познам. А не од Петровец, што викаш овој што тера. Не, добар си тој од Петровец. Четворка си тој. Значи најдобар од Скопје му даде четворка. Не, он од Скопје, он од приградски Добре, не населба. Скопска да вака. Како да не? А Рачинов и Чушер не те прашувам, или тука немаш Нема што да кажем. Курто, Шуто? Курто интересен. Курто интересен и од почит кон моите поранешни другари од ЛДП, еве ќе му даеме шанса да видиме што ќе покаже за една година. Значи, во моментов, Во моментов ништо, само му даваме шанса. значи нула пак или позитивен нула? Нула плюс. позитивен, Добро. позитивен. Горан, нова листава, како ја оценуваш? Има еден феномен што го забележувам и кај Виктор, веќе никого ништо не верува. Дури и да еве ја тргам од себе. На никого ништо не му верувам од тоа што беше ветено и тоа што велат дека го прават. Има тука еден друг проблем. Не, само да кажем, еве, ја стара, значи, во моментов, искрено, немам доволно елементи за да оценувам. Освен вамо кај што живеам, морам да кажам дека Стевчо на стара слава бе некако влече, што викаш ти. Не, 3 плюс може и поише. Не, И на три стара плюс, слава, затоа што да. не гради тим и затоа И ова е малку искоси- и субјективно. И сега ја и моја ти што страна. гледаме дневно, искоси, изчисти едно друго тие работи, добро. Стевче, јасно. стар волк, и знае работите, значи гледај, кога даде реонизацијата за градинките и за школите, ја очекував дека ќе има тука сега види го. Протести чуда, да. Не. Само ја се карам со него. Сите на негова страна. Викам, чекај бе се, Ај се чекај за течиња збори. Помина време може да објавиме вистина ли е дека пред Срцев удар била цела општина таму најавил дека ќе ги чува децата додека трае штрајкот. Он лично или не е вистина тоа. Добро, Стевче има своји моменти во животот. Знаеш за Горан? Знам, да, добро. Која беше најавен Ако ги штрајкот чува на кај воопште да ги чува кај. не бе рекол во најголемата градинка во градов да се објави вест родителиве заради штрајкот на Ќе одам јас ќе ги чувам. Он ќе ги децата чува по тоа. децата додека трае штрајкот Да. во општина Карпош во најголемата градинка. Лично, градоначалникот. Види се. Личи на него. Личи на него, види. Се ја бидејќи го знам 26 години. Он градоначалник се од изборам 2002 година. И ја знаете онаа чешмичка кај хотел Карпош? Ја знаеме како не. Да. Да. Секоја вечер пуштена водата. Стевче у кола и го чека. И фаќа стар чикица, намерно ја пушта чешмата со вода. Таа вода ја плаќаме ја, ти сите жители на Јасно, Карпош, да. Горан, не сваќаш? И овој го фаќа и го Јас праша. забава, јас за Карпош Добро, не да има платам. пак водовод е градски. Значи водовод е градски, ма ние плаќаме, Да, така? да, и? И му викам, зошто го правиш ова? За инат. Стевче ти е таков тип. Да. Сваќаш или ги ловеше како ги крадат општинските колеи и така на тоа, мислам, си знае човекот се. Гледај, на пример има дискусија во Карпош зашто ги исклучува светлата. Он најпоштено кажа Ради дека ќе направам референдум. Или од 1 до 5 ќе ги исклучуваме светлата, или ќе ја зголемиме цената на личното осветлување. Нека се одлучат граѓаните што сакаат. Ама, ако имаш тим, ако тоа го прошириш малце посериозно, како се вика медиумски, значи не само медиумски, меѓу народот, кога зборам тим, местните заедници да се приклучат тука, да идат меѓу анкети меѓу Ај. луѓето, и затоа е 3+. Добро, ајде идеме ова А дека знае највише. да одиме најискусен на од да одиме на оваа квалитативна оценка што ја даде за првиот на списокот. Значи велиш нема тим Данела. Што значи тоа сега? Па, се види, сега ќе ти кажам една работа. Дали имаш добиено дека Петре Шилегов, градоначалник на град Скопје, писмо дека должиш за данок на имот или Да. дека Не, данок на имот? јас сум дигитално мејл добивам, али добро, окей.
Јас сум селјак, не ќам дигитално, сакам преку пошта ми стигна. Сигурно си добил. Не. Јас добив завчера, во петокот добив. Не, тоа старо писмо од 2020-та. Од 2021. Не, За не. 2021. Кога доаѓа Данела, пушта писма 2021-2022. Значи да си ги прибере парите, жената. Нормално, тој е работа. Началник, јасно, да. Тоа е работа на жената. Значи, одлично, да. Значи, моја жена иде ги плаќа. Ја немам добиено писмо 2019-2020 и наеднаш ми вика блокирана ви е сметката затоа што не сте платиле 2020. Се јавам му даночно, викам, зашто сте ме блокирале? Прво не сум добил писмо, никакво. Си требал да се јавиш, вика, тук. Кај тоа да се јавам ја кај тебе? Тој од водовод ми носи сметка, од Евана ми носи сметка. Ти бараш пари од мене, не барам ја од тебе, така? И вчера јас на еден господин кој ше доста близок со Данела, му викам, затоа што немате тим, тие внатре, да не ги со погрдни зборови, вака по карпошевски да ги наречам, неработници, си играат мајтап со градоначалничката. И она не може да се истакне како менаџер, затоа што нема тим кој што ќе дојде и суштински ќе влезе во самата администрација. Јас знам што е Ама чекај, администрација. сите фалеа дека на времето уште, време на Пенов, на Коце, Да, Пенов коце носе. и функционираше градска Дојде администрација. Петра Шилегов, нема. Бе, не стига сметка, како да ти Дури обяснам? знаеш дека вика дека во време на Трифун така се подпрелна администрацијата оставена од Пенов и дека функционирало. Се затоа како може да се уруши без за 4 години толку администрација, не може да ги Знам, прашете го господинот Петра Шилегов. Како може да ја подметнат сега универзална сала? како да ја подметнат. Така подметната, знаете дека има тужба, сега има тужба према градот. И тој што ќе ја тужи, што ја гради универзална сала, не се кара со Данела Арсовска, он се кара со градот. Го знаете ова? Вчера седев со заменикот, председател на каси на Сдружение на архитекти во Македонија. Бидејќи мајка ми била архитект. И му викам, да те прашам нешто. Кој е тој архитект што го поклонил проектот на универзална сала? Ме интересира, сакам да знам како тоа се поклонува проект. Знаете што е проект? Да. Архитектонски да Јасно. изведете. Универзална сала сега ќе добие застој у наредните 4 години. И каде е тука господјата Арсовска? Мене ми е жалова што го зборам. Ама Ја кажам вистината. Горан, Добре. еве тебе нема да те прашам, само коментар да даеш вака за свидетелство што го даде. Знаеш, реткост е, затоа што најчесто подрадарни е секогаш локалната власт и ретка е можност вака Виктор прати и работи што не се за пратење или што не, што ги забораваме дека треба да се. Ќе кажам уште неколку работи кај Стефче како најголем познавач. Не мора сега за Стефче се. Не зборам за Јас сакам Стефче, чекам, за да се зборам принципите. администрацијата Да се како вратиме на работи. листава се, еве. За На принципите, свидетелство вајде. јас сакам за принципите да збориме. Што значи тоа? Едниот елемент е дека луѓето веќе не веруваат во ништо. Значи излегува политичар на сцена, говорница и луѓето не веруваат во ништо. Мислам дека најголем дел од луѓето веруваат во тоа што јас верувам, тоа што ќе го видам. Мојата улица, каде што живеам, се вика 13 август, Охридски договор, во населба Ченто. Тие што викаат, што така да ме тепаат, може тамо да ме најдат. Не сте дошле кај мене никогаш, ве поканувам да дојдете да видите дека тамо се искршени, како кардани се викаат, тие кај што се држи улјето во колата, значи Да. имате вакви планински превои за да дојдете до кај мене дома. И ова е, ве водам битка со кога беше Коце Трајановски беше градоначалник на Газибава, а потоа беше Јакимовски беше и постојано водам битка за таа моја улица, каде што си плаќам нели за Да бидам патишта. прецизни, Тони Јакимовски. Тони Јакимовски Тони, се Тони, да. И сега уште не сум почнал затоа што 6 месеци реков ќе им дадам време на луѓето, треба нели да се направи проект, да се направи. Меѓутоа ветувам дека наскоро ќе почнам војна со началникот на Газибаба доколку не биде таа улица направена, мојата улица. Сакам да кажам друго, дека луѓето не оценуваат врз основа на пресконференции, проекти објавени 100-200. Луѓето оценуваат и треба да оценуваат тоа колку им се менува животната околина, не само во еколошка смисла, него што е направено тамо, дали се ставени знаци, дали направена автобуска постојка која е нели, дали има автобус некоја линија, дали светат светлата. Вчера кај мене во Ченто светлата светеа во 5 часот.
И не може да се начуи на дење светот не може проверка да прави. Тоа да видат линијата кај свети, значи тоа може проверка да прави. Ева, да го брани добро, градоначалник. добро, окей. Може би тоа. Не, ама ова види, ми изненади века Виктор. Може да ви кажам само да нешто. кажам, последниве 6 месеци заради некои лични проекти и така натаму, една маршрута ми е во животот што опфаќа Карпош центар и аеродром. Тоа е тој елитизам, скопски елитизам. Да, скопски елитизам. Ние од Газево сме Да. селјаци. Да, не, но посебно ме изненади затоа што слушам опречни работи, меѓутоа тебе ти верувам главно во перцепциите, во оценките. Не. Така што На криминалци не верувам. па сега гледаш него председател го вика, кафе Да, пие бе. со председател на држава, си Што прави сака мене да ме бутне затвор 27 години. Тебе Фала, председателот вика, Грозданов. председателот вика, мене ме убедија, Горан јас си го знам од времето. Ивица, може да ти кажам нешто? Така што, види се, извини со председател на држава, вакви работи. Чекај Да. се. Бе, да, О, ние още се што, седиме само да ви кажам Меѓутоа, еден прост пример. Сега ме натера наредниот период ќе морам во подготовка една цела серија на емисии да истераме со градоначалниците, да видиме што се работи, што не се работи Еве и вака каде да се ти акутните точки. Знаеш кај живи? Знам бе како не знам. Значи, кај мене постои човек, значи има местна заедница. Имаш, значи, Стефче изградил игралиште Сокол. Дал прв ги даде парите. Го направи со трибини и така. Не Стефче, општина Карпош, не Добро, Стефче добро, изградил. добро. Стефче од джеп извади пари. Општината направила. Општината е, така Во е. времето кога господинот Јакимовски бил градоначалник, општината инвестираше во игралиштето. Дојде Што и не ја така- намалува неговата Да, вредност. И сега види, имаш улица, од која што од Орце Николов влегуваат со 70 на час. Како е може би у Карпош 70 на сосно? Ви кажам, од Орце Николов влегуваат на Ивана Кога Гости. тоа на пладне дење? Сега цело време влегуваат така. Јас на господинот Јакимовски му викам, дај да ставиме еден, како се вика, Лежачки пат. Вика не може, затоа што кога ќе падне снег, вика кога тој ќе треба да го изринам снегот, корпата ќе удри полицајецот и може да летне, вика, тој што го вози багерот. Добро, ама има дупка у школскиот двор, децата излетуваат на улицата. Треба и ја да ја натерам директорката на школото да пушти денеска, тоест вчера, писмо за да се стави, односно се извинам, минатата недела, да пушти писмо за да се стават гелендри за детето да подзастане. Ме разбирате? Јасно. И сега, Виктор е совесен граѓанин. Да, личен пријател со Стефче, тоа не е проблем. Ама вајда има некоја администрација која што се вика местна заедница, за тоа се вработени таму, да ги кажат сите дупки, шахта отворена, да не се скрши нога, шахта пропадната. Тоа е улогата на администрацијата. Кога ќе направиш тим, кога ќе ги притисне сите да работат, тогаш ќе добиеш Добро, петка. само, А ако вака може, сам не На можеш. крај Добро, сме ајде, да на крај завршуваме сме, само тесна една, на крај, една да. работа. Нешто, ми се чини дека многу ни е површна анализава на градоначалниците, премногу теми, премногу општини. Еден од проблемите е што ние не ги допревме сега проблемите реални на општините. Господина преска Ѓорче Петров, така Александар Наумовски се вика докторот, млад човек, Да, дека одличен. докторот си го знаеме. Меѓутоа, извонреден. Никој не знае дека Ѓорче Петров е во 3 милиони евра буџетска дупка. Што ќе работи тој човек? Што ќе направи тој Апсолутно човек? се слаб. Стефче, ми се чини дека должи 2 милиони евра, му се Не, закануваше. беа 5,5, сега врати 3. Кажа дека ги вратил за 6 месеци 3 милиони. Му се евра. закануваше со Пуцко Петров тамо да плати 15 милиони евра. Ќе беше мртва општината Карпош. 40 милиони денари струја за школите плати. Минатата Мислам, недела- јас се Ма не е вака само он. Минатата Не, јас сега ти кажам, вака, Минатата јас што недела знам сега. видовме дека платиле град Скопје платила 90.000 евра за наем на принтери. Имаше добра анализа на Твитер, некој напиша, сите 650 вработени во град Скопје, да им купеле по еден принтер, кој што е 7-8 поевтино. денари, Не бе 3.000 е поевтино, Јашево. не, добар принтер, со добар принтер, чина околу 7.000 денари. Ако ги купиш на големо, уште поевтино. Значи, Петре Шилегов платил 90.000 денари за наема, можел да купи 17 принтери за дупло поевтина цена. И сега вие, ја на пример, ја на пример се изненадив Даниел Арсовска мораше да дојде со кривична пријава. Ова е според мене јасни индици за кривично дело. Но добро, ајде, сакам да кажам, окей. многу теми има кои што треба да се Окей. додадат на целата Не, слика, но- вака е но види. паушално е премногу да Те не оценуваме. паушално, се согласувам Јас дека е кажам паушално. како прв печаток. Као прв печаток, Да. имам и ја Затоа разлики. некој perception based базирано И- на општа Да, перцепција. имам и ја разлики, веќе, искрено еве, мислам дека и Боби во Гази Баба и докторот многу подобро се снаоѓаат од твоите оценки.
Но добро, сега затоа сме тука да се разликуваме. Еве да се согласиме за Тимчо и за Стефчо. Тука сме некаде во оценките. По-добро се Да. снаоѓа. Ивица, извини се. Меѓутоа, чекај, Мора за да се Орце, скараме, мора да да. кажем, Орце има фуриозен почеток. Секоја чест. Освен не ми е јасно оној крст од Тудрачево. Тоа е види са. Тоа ми е матна малце. Орце крстот од Драчево, овие двоглав орел во чер. Абе добро, ама се едно и друго нели? Сега види са. Абе добро, ама се Па ние па само да се политика, повлекуваме са. ај идеме, добро, следниот пат ќе идеме малце пообјективно, права си. Следниот пат треба да имаме едно убаво Не мерило. велам дека не е И Орце објективно. не се одмаздува на поранешниот градоначалник. Ма па добро е тоа. Сам Добро, и сакам да Стефче не се кажам. одмаздува. Затоа е 3+. Значи, Затоа е 3+. значи, на крајот на денот, многу лоша фраза, ама си ме... На крајот на краиштата се На вика крајот на на македонски. краиштата, да. Секој од нас суди, ја за Боби се рече се вика од Гази Баба, ја Да. човекот од тоа што го гледам Гази Баба околу Истгейтон дека има некои мали проблеми, но гледам дека почисте општината, например. Мене ми се И исто допаѓа. и Ѓорче, ми се- например, во ми тој се дел. допаѓа промената што ја гледам во Гази Баба. Да. Е гледам, значи, секој Да. ден. Меѓутоа ме боли моето, ме боли дека 3 пати давам по 120 евра да сменам кардан или тоа доздола што се Да. менја на колата. И тука е оценката. Ако ограничениците не успеат да ги покријат, не мора да ми направат алеја на великаните таму, бар да ми направат уцета да е проводна. Песок да става, чакал да става. И види, и за центар мораме муралот со Горан Стефановски што го нацрта градоначалникот, тоа треба да го. Тоа се, како да ти кажам, те нема 6 дена дома, жена ти сака да се тепа со тебе, ти носиш букет цвеки и плико 50 евра и ти ка добра е било што било. Има Ама козметика, пак немало 6 дена. има козметика, има така, политика, има инфраструктура и точно. луѓето се многу умни. Одете знаат да видите точно Орце Николов што И за што е треска направил. треба да видиме што и како. Да, одете да видите Орце Николов што имат направено. Од раскрстицата со Рузвелтова до касика до Сака да Боемска кажу улица. Карпош е Орце добра. Николов. Не, дојдете да видите што е направено. Не можеш да се паркираш, си играат мајта, се паркираат, не се паркираат. На Орце Николов има Не друг може поголем така. проблем зашто наскоро исто така ќе објавам нешто. Таму имате колективно прекршување на човекови права, нема да откриам зашто се работи, но мислам дека треба да ми видите на Знам, зборот. и ја го слушнав тоа, добро. Значи тоа е И ја го нешто слушнав тоа. страшно. Мислам дека и тука и Виктор може за таа тема затоа што ги знае законите околу заштита на приватност, мислиш? Да. Значи, мислам дека треба да му помогнеш на горе. Има една За тоа е срамо зашто се. Не, нема да открием зашто се работи. не, ама не има- кажуваме сега тоа, јас знам Ама зашто зборам. не дај Боже да се прави тоа што мислиме дека се прави. Па Добро. за жал мислам дека веќе се прави, дека има за тоа докази, но добро, е, тоа е ќе остане. Значи, вака, се надевам дека имавме убаво и пријатно утро. Како не, да. Се надевам дека вредеше да се стане рано наутро. Јас кажав, имам мал будилник, не ми е толку проблематично. Горан, како изгледа Скопје, вака, рано наутро. Пусто. Свануло е израд и цркве Светок Марке, нели? Убаво, Скопје се Убаво си е Скопје. Значи, секој дел од денот. почитувани гледачи на lider.mk, слушатели на Радио Лидер. Ова беше утринско еспресо со Златев и Боцевски. Денеска во сослужение со Горан Мамировски, гостин ни беше Виктор Грозданов. Автори на оваа емисија се Љупчо Златев и Ивица Боцевски, главен и одговорен уредник е Љупчо Златев, а техничката реализација е на Димитар Митровски на Горан Лазаревски, кој што не издржа јуначки ова утро. Ви благодарам што не следевте и се надевам дека ќе останете на брановите на Радио Лидер. Имаме прекрасна музика и натаму ја негуваме онаа рок традиција на Скопје преку брановите на нашето радио. Довидување. Довидување. И до слушање.